Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование во основното училиште Јосип Броз Тито од Валандово. И денеска повторно со ново видео ќе се обидам да помогнам на учениците од 6-то оделение да совладаат нова наставна содржина. Денеска ќе зборуваме за една прилично интересна лекција. Тоа е создавањето на старата египетска држава, односно да видиме како изгледала старата египетска држава. Најпрво да видиме каде се наоѓа египетската држава и какви се природни услови постоеле таму. Египет се наоѓа во североисточниот дел на континентот Африка и денеска. Треба да се напомене дека најголем дел од територијата на Египет се наоѓа во пустината Сахара, што придонесува да во одредени делови од територијата да нема поволни услови за живот. Сепак, Египет се наоѓа и покрај крајбрежјето на Средоземното море. Знаете дека Средоземното море дава убава медитеранска клима, па така покрај крајбрежјето на Средоземното море има убава медитеранска клима, која што овозможува поволни услови за живот. Прегеска кажавме дека добар дел на територијата на Египет се наоѓа под пустина, но постои една работа која што придонесува да се надмине состојбата со пустинските предели на Сахара и постои една работа која што практично дава живот на целата територија на Египет, а тоа е реката Нил. Практично, реката Нил е таа која што овозможува да се создаде живот во Египет. Ние уште во претходните видеа, односно претходните часови, кажавме дека во периодот на создавањето на најстарите цивилизации, луѓето своите, да кажем, населби ги создавале по теченијата на реките, така во Египет уште од најраниот период е населена територијата по течението на реката Нил. Сега, како изгледа течението на реката Нил и која е, да кажем, спецификата на реката Нил. Специфично за реката Нил е што тече во обратен правец. Поголем дел од реките во светот течат во правец север-југ, додека гледаме ние тука имаме обратен правец од југ спрема север. Значи, отприлика од тука започнува и пред да се влее во Средоземното море, таа се разгранува на повеќе делови и во вид на делта влегува во Средоземното море. Сега да видиме ние кое е значењето на реката Нил и покрај тоа што кажавме областа околу реката Нил е пустинска, сепак долината по нејзиното течение е многу плодна. Тоа го овозможува водата која што ја има реката Нил и практично со тоа се овозможува пустинскиот живот во реката, односно по течението на реката Нил да се замене со живот на вегетација. Односно, место пустински предел имаме сега вегетација, која што овозможува развој, особено на земјоделието, и поради тоа слободно може да се каже дека течението на реката Нил овозможува живот во пустинскиот дел во Египет.
Самото тоа, значи целата оваа ситуација дека постои пустина, меѓутоа дека постои и река, која што овозможува, нели, живот во овие предели, покажува дека оваа река е од непроценливо значење за египтяните. Затоа, во овој тука предел, слободно може да се каже дека реката Нил била сметана за божество, односно дека реката Нил била сметана за нешто свето во Египет и египтяните, нели, сметале дека доколку не е реката Нил, нивниот живот таму не би постоел. Поради ова, главно занимање било земјоделието, а развиено било и сточарството. Нели, подоцна ќе се развијат и занаетчиството, тука постоел и лов, и риболов, собирање на храна и така натаму, меѓутоа, нели, пак ќе повторам, главно занимање ќе биде земјоделието. Сега, како и кај останатите цивилизации, така и во Египет постоел период на така наречени монсунски дождови, односно обилни дождови кои предизвикувале излевање на реките. Поради тоа се појавила потреба луѓето да почнат да ја контролираат реката со цел да се задржи водата, а потоа истата таа вода, нели, да се користи за наводнување. За таа цел жителите на Египет размислувале како тоа да го направат и поради тоа, нели, се појавила потребата од создавање на едни системи кои што би ја контролирале водата, а таквите системи кои што ја контролираат водата и служат за наводнување и одводнување се нарекуваат иригациони системи. Во овие иригациони системи спаѓаат брани, насипи, канали, базени. Значи, освен, нели, за наводнување, овие системи служат и за сушење на мочуриштата, што ќе придонесе да се зголеми плодната почва во Египет. Ете како изгледале тие иригациони системи, нели, кажавме, каналите служат да се однесе вода до оние места каде што тоа е невозможно, браните служат луѓето да можат во секој момент, нели, да наводнуваат, насипите служат за да не дојде до излевање на речното корито, базените служат за користењето на вода за секојдневна употреба и така натаму. Еве една слика како изгледа копање на канал, и копањето на канал вообичаено, нели, го правеле робовите. Тоа е отприлика за иригационите системи. Уште на почетокот кажавме дека, нели, ќе се развие во Египет и занаетчиството. Жителите на Египет биле познати како добри занаетчии. Најважни занаети биле градежништвото, бродоградбата, гранчарството, ткаењето на платно, правењето на папирус, изработката на накит и така натаму. Колку било развиено градежништвото, ќе видиме кога ќе зборуваме, нели, за пирамидите, кога ќе зборуваме за градбите, а иста таква, нели, тема има и во наредната лекција, кога, нели, треба да се зборува за градежништвото посебно, ќе видите таму плюс што се случувало во Египет. Меѓутоа, она што е најзначајно, дека треба да знаете дека започнува ерата на тврди градби, а бидејќи и реката Нил била пловна и тука бил Средоземното море, затоа неопходна потреба било да се развие и бродоградежништвото, па така имало и бродоградба. Тие се обликувале со платно, затоа ткаеле платно, запишувале на папирус, затоа се прави папирус, многу користеле накит, затоа, нели, и се изработува накит, значи биле и одлични занаетчии. Сега, со тек на време, ќе започне и периодот на размена на производи, се развила со тоа и трговијата. И бидејќи имало навистина добри плодни површини, слободно можеме да кажеме дека
Египет во тој временски период представувал најголема житница во Стариот свет. Еве ви дел од занајчиството за кој што ние зборувавме. Значи, гледате како се прави папирус, значи гледате какви се бродови се граделе, дел од пирамидите, значи и дел од некои украсни да кажем статуи. Исто така еве ви уште еднаш како изгледа таа изработка на папирус, како од срцевината на стеблото се сечат ленти, тие ленти се вкрастуваат, се удираат со чекан со цел да се спојат, после тоа површината се мазни и се добива нешто во вид на лист кој се мота во ролна и тука се запишувале работите. Веќе кажав дека најпознати градби се пирамидите. Зошто служеле пирамидите, ќе видиме сега многу набрзо кога ќе зборуваме за фараоните. Најпозната пирамида е Кеопсовата пирамида. Сега, како изгледа општественото уредување? Кажавме дека во Стариот век или за Стариот век карактеристично е робовладетелското уредување. Односно, постои владетел кој што стои на чело на државата, а во Египет тој владетел носел титула фараон. Во Египет, како и на други места во Стариот век, населението се дели на слободни и неслободни. Сега треба да се знае дека помеѓу слободните има привилегиран слој и непривилегиран слој. Во привилегираниот слој спаѓаат службениците, свештениците и војската, како и најбогатите, односно најблиските соработници на фараонот. Во непривилегираниот слој спаѓаат занаетчии, трговци и селани, тие се слободни луѓе, работат слободно, меѓутоа се должни да плаќаат даноци, а неслободни биле робовите. Еве како изгледа таа скала на општественото уредување. Од фараонот панели се до робовите најдолу. Значи, гледате, тука се соработниците, тука се администрацијата, односно чиновниците, тука се селаните, занаетчиите и на крај се робовите. Како живеел богатиот слој? Богатиот слој, значи, живеел најраскошно, живеел во богати и тврди градби, носел најубава облека, јаделе најубава храна, значи, едноставно живееле најубав живот, за нив работеле робовите, имале парче на земја и тие биле најблиски соработници на кралот. За разлика од нив, робовите имале најтешка положба. Тие биле во собственост на владетелот и на побогатите луѓе, работеле во куќите на нивните господари, во градилиштата, во родниците, биле веслачи на бродови, но работеле и на имотите на големите робовладетели кои што биле посадени и со земјоделски производи. Може визуелно да видите како изгледа животот на еден роб. Гледате, се што било градба било поврзано со робовите. Сега треба да знаете дека во Египет по течението особено на реката Нил почнувале да се создаваат населби кои ќе прераснат во поголеми окрузи наречени номи. Начело на номите стоеле старешина, значи уште еднаш ќе објасниме, се создавале населби. Тие населби ќе станат поголеми окрузи и поголемите окрузи се нарекуваат номи. И тие поголеми окрузи често војуваат еден со друг и почнуваат да се освојуваат еден со друг и така во текот на тие две, да кажем, во текот на тие освојувања ќе се создадат две поголеми држави, тоа се Горен и Долен Египет. Уште еднаш ќе вратиме картата на Египет по течението на реката Нил.
нели, за да објасниме одредени работи. Значи, гледате, кажавме дека со тек на време се создаваат две поголеми држави, Долен Египет и Горен Египет. Сега, зошто го зборувам ова? Бидејќи кога гледате на картата, практично можеби ќе настане забуна кај вас, зошто овде е Долен Египет, зошто овде е Горен Египет, бидејќи територијата по течението од каде што извира реката Нил се нарекува Горен Египет, а територијата каде што се влева реката Нил се нарекува Долен Египет. И ви кажав, тука се создаваат номи, тие војуваат еден наспроти друг и така од тие војување се создава една поголема држава Горен Египет, а тука се создава една, нели, исто така поголема држава Долен Египет. Сега ќе се вратиме, нели, повторно на обединувањето и ќе видиме што точно се случува. Со тек на време се создала нетрпеливост помеѓу двата Египети. Било очигледно дека помеѓу нив, нели, ќе дојде до борба, па така владетелот Менес успева да ги обедини двата Египети, тоа е во околу 3200 година, и со тоа се создава една египетска држава која што, нели, ќе трае многу долго. Еве отприлика, нели, како изгледа сето тоа. Прегаска ви ја вратив старата карта, бидејќи беше, нели, со македонска подрчка, чисто да имате визуелна представа во врска со тоа. Сега, веќе кажавме дека фараонот стоел на чело на египетската држава и тој бил почитуван како бог. Бил именуван како син на врховниот египетски бог Амон-Ра, и за фараонот се поврзани неколку обележја. Значи, гледате тука горе, кај што е стрелката, има исправено кобра и тоа символизира дека со неговиот стив ги кори непријателите. Имате тука, нели, Негбет, нели, се смета дека тој е божица на Јужното кралство. Ова ви е лажната брада овде, која што символизира бесмртност, и символ на секоја владетелска власт се жезлот и камшикот. Тоа значи дека тие што се, да кажем, подчинети, мора да го слушаат фараонот. Сега, за фараоните е карактеристична исто така мумификацијата. Зошто? Бидејќи жителите на Египет верувале во задгробен живот. Верувале дека и после смртта постои некој задгробен живот и поради тоа тие граделе специјални гробници, пирамидите, тие што прегаска ги видовме. Значи, видовме дека практично се градат пирамиди кои што служат како гробници, во кои се погребуваат фараоните. Сега, внатрешноста на тие пирамиди била украсувана со цртежи, а на фараонот му се носела покукина и храна со цел да му послужи на фараонот за другиот свет. Сега, зошто е тоа така? Бидејќи верувале дека многу полесно ќе го поминува животот на другиот свет доколку му се остават сите овие работи. Ама, тие верувале и во друга работа. Сега стигнавме до терминот мумификација. Што е мумификација? Мумификација е практично вадење на органите од телото на фараонот, после тоа премачкување на телото со масла и на крај, нели, замотување со едни бели чаршафи со завои, со бели завои, и после тоа бил ставан во саркофаг. Ова е веќе тогаш кога, нели, фараонот веќе починува, тога се случуваат сите овие работи околу мумификацијата. Пак ќе кажам, мумификација е процес на отстранување на органите на мртвиот фараон, после тоа неговото тело се премачкува со масла, е замотан со завои
и е ставан во саркофаг. Зошто? За да не му се распадне телото да му се задржи во таа положба во која тој го напушта овој живот. И после од кога ќе биде замотен со сите тие завои, ќе биде ставен во саркофаг. Еве како изгледа саркофагот, а еве како тој е замотан во тие завои. Тоа што преска ви го кажав, дека верувал дека ќе продолжи да живее и во задгробниот живот, затоа се прават сите овие обичаи. Сега, што се однесува до селаните, трговците и занаечиите, веќе ви кажав дека тие плаќаат данок и биле најброен слој од населението во Египет, ги работеле своите имоти, меѓутоа можеле да станат робови доколку навремено не го плаќаат данокот. Отприлика тоа е тоа се што требаше да кажеме, со напомена дека историјата на Египет е многу долга и безмалку трае до 31 година пред нашата ера, кога кралицата Клеопатра ќе биде последната владетелка на Египет, која што практично ќе биде поразена од римјаните, а со тоа и ќе престане да постои египетската држава, значи повеќе од 3000 години историја. Од прилика тоа, се надевам дека беше интересно, се надевам дека ви се задржа вниманието, се надевам дека научивте нешто ново и се надевам дека ви помогнав во тоа. Се гледаме со наредно видео и со наредна лекција.